Почитувани гледачи, нов термин на отворено студио 1:15 часот и 20 минути. Денеска во овие половина час се дружите со мене, Илена Милошевски, колегата Антонио Крстевски. Само да напоменам дека уште еднаш дека Македонија е во црна по вчерашната трагедија во која што животот го загубија 14 лица и оваа тема денеска ќе биде во фокусот на денешниот ден. А во овие половина час исто така имаме двајца гости, односно Југослава Дуковска и Игор Смилевски. Добар ден. Со кој што ќе разговараме на една тема исто така интересна, колку луѓето се свесни за ризиците на планина и колку ги почитуваат препораките. Но сепак во склоп на оваа тема, односно оваа недела исто така се одржа и промоција на дневникот на Калина Велевска, каде што всушност беше промовирана книгата, односно станува збор за дневник во која што Калина Велевска ги искажувала своите впечатоци од своите поминати денови на планина, а станува збор за токму и беше одадена чест на нејзина и на нејзиниот колега Александар Миновски, кои што лани трагично ги загубија животите на планината Кајмак Чалан, односно на врвот. Па сепак првин да погледнеме токму дел од атмосферата и од промоцијата на книгата. Дозволите ми да ги поздравам членовите на нашето пошироко семејство, луѓето с кои со нас ја споделуваат болката во изминатиот период. Посебно сакам да ги поздравам родителите и блиските на Александар Миновски, момчето кој остана во последните часови од својот живот со Калина. Ачко, како што го викаше Калина, се обидуваше на секој начин да ја заштити и да ја спаси Калина, давајќи дури и делови од својата гардероба, но суровата природа си го стори своето. За сега останува нејасно зошто во хаосот што се создаде на врвот на Кајмак Чалан, некој ја пуштил гласината за наводно исчезнатата мајка со дете и зошто само Калина и Александар тргнале по нив. Како што е нејасно зошто најавената помош не успеала да стигне до нив кога тие биле лоцирани уште во раните подпладневни часови. Наредниот ден Шара ни ги покажа својата моќ и големина и ни го приреди најстрашното невреме што некогаш сум го доживеала на планина. Лежевме во шаторот со Александар и Бобан кога почна да паѓа град. Не грижи се, град обично трае од 5 до 10 минути, не успокојуваше Боби. Овој град, проследен со страшни грмежи кои ни беа во непосредна близина, траеше час и половина. Како никогаш до тој момент почувствував страв дека нема да излезам од шаторот, дека ќе останеме за секогаш на Шарпланина. Помислив на моите родители и мојата сестра, на нивната тага и загриженост што ме нема, на нивната лутина што сум трнала на ваков пат од кој нема враќање. Одеднаш стана верник како никогаш во животот и верував дека Шара сепак нема да ни дозволи да се случи ништо лошо. Со оглед на тоа што ние сме дојдени кај неа на гости, зашто ја сакаме и сакаме да ја се восхитуваме на убавините. Откако заврши невремето, имав само една грижа на ум. Дали се сите добри? Дали нечи шатор пропушти вода? Дали сите ќе имаат каде да преноќат вечерва? Стрипав да излезам и ги проверив сите дали се добри. И откако се уверив дека е се во ред, многу се успокоив. Излеговме сите еден по еден, како печвики по дожд. Со текот на годините, учиме дека постојат луѓе што можат да направат да потонеш во нивните проблеми. Луѓе што со голема тежина се движат низ светот. Не баре само нив нешто важно им се случува. Меѓутоа, има и онакви на кои воопшто не им е лесно, но умеат ни животот да се движат како ветер. Со леснотија да те подкреваат кога не ти е добро, да се провираат во душата, онаму каде што другите не можат, и да прават да мислиш дека ништо на светот не е толку тешко. Калина припаѓа на овие вториве. И без да знае и се појавуваше малата брчка меѓу вејите поради лоша мисла, во миг од секунда умееше да направи брчката да ја снема и лицето да ѝ се развие во насмевка. Да, така течеше промоцијата во понеделникот, а ние се враќаме повторно во студиото со нашите гости, како што претходно ги најавив. Добар ден уште еднаш. Вие исто така сте активисти, љубители на планината и бевте токму на промоцијата во понеделникот. Вие, Југослава, колку што нели е познато, вие и приватно се познавте со Калина. Искуство во однос на тоа да споделите, бевте ли некогаш заедно на планина, колку време се познавате?
Па ние не се познаваме, да речеме, технички многу долго време, меѓутоа многу интензивно се дружевме последната година и нешто. Некако убава спојка се случи, ако генерацијски сме сосема различна, можеше по годините ми биде ќерка. Меѓутоа тоа не спречуваше да се дружиме, така едноставно кога се најдат сродни души и така се доживувавме една со друга. Не беше тешко воопшто се дружиш со Калина, бидејќи она беше човек кој што едноставно не можеш да не го сакаш. Бликаше од позитивна енергија и кога ќе имаш такво едно позитивно створење околу себе, како пеперутка трчкаше по планините и ние со неа уживавме во таа позитивна енергија. Значи не можеш да не сакаш да се дружиш со неа, едноставно така беше, љубовта избираше од неа. Ева, вие исто така еден период од кога се случи несреќата јавно баравте одговори од надлежните. И добивте ли одговорите или сепак останува понатаму само на сумнежи? Не, немаме ниту јас како пријателка на Калина, ниту родителите на двајцата загинати планинари, ниту па јавноста немаме се уште одговори што точно се случувало на кај Макчалан. Ние како планинари знаеме каква е таа планина, дека таа планина не е според технички карактеристики захтевна планина, меѓутоа дека е склона на лошо време, дека биле сложени временски услови и бевме свесни дека е така, меѓутоа што точно се случувало, зошто тие деца загинаа таму, немаше никаква логика. Многу по-страшни планини и по-тешки тури, значи без никакви проблеми поминувале. Одговор јас не можам да барам, освен како представник на јавноста и како пријател, меѓутоа има, колку што знам, работа за обвинителство, дали и до каде таа работа би требало да имаме некаков позитивен одговор, го бараме тоа и ние, но најмногу роднините и најблиските на Калина и Александар. Вие исто така, предпоставувам, долг период, мислам, видејќи веќе споминавте дека сте љубител на планината, често пати одите на планина во лето, во зима, сте се нашли ли вие некогаш во опасна ситуација и како сте изреагирале доколку сте осетиле во тој момент и дека вашиот живот е во опасност? Не сме имала некои екстремно незгодни ситуации, бидејќи според мене првото правило е да погледнеш убаво прогнозата што кажува и да се следи, бидејќи сајтовите за метеорологија се нашите најдобри пријатели, да кажеме, на луѓето што се движат на отворено и доколку сме сигурни дека до некаде барем стабилна прогнозата, полесно се одлучува човек да оди на планинарска тура и во лето и во зима, бидејќи има опасности и во лето невреме, се разбира во зима се посложени условите, бидејќи се ниски температурите. Меѓутоа, тоа е според мене најважно. Важна е исто така многу опремата и одговорноста на сите учесници во една планинарска тура, значи почитување на правила на однесување, секогаш кога некој води тура, без оглед дали е тоа официјален водич или се собрале група пријатели кои што планинара, тоа едниот сепак го знае патот најдобро, едно дисциплинирано однесување и почитување на природата и на планината е единствениот начин да се заштити себе си до некаде. Мислам дека ако паметно се постапува, не е проблем да се движиш и по повисоки планини, посложени. Мислам дека еден од најголемите проблеми кај нас е недостатокот на планинарски домови. Или пак има кои што не се во добра состојба. Не се повеќето во добра состојба, за жал. Како таму да се среди состојбата? Видите, кај нас живееме во апсурдно и парадоксално време и реалност, каде што вообичаено ако се следи текот на нормалниот физиолошки раст и развој на држава, тогаш логично ќе беше сега да имаме барем за 30 до 50% поголем број на домови од 90-та година, од кога почнавме да градиме независност. Напротив, апсурдот е доживеа кулминација со тоа што наместо да имаме 30-50% поголем број на планинарски домови, ние ги имаме помал број. Да биде уште поголем абсурдот, дел од нив изгори и никош не се обновија. За да се води правна постапка за тоа во чија собственост е и додека трае таа бесконечна постапка, домовите се нефункционални.
Оно што не успеавме ние да го уништиме, се уништи во конфликтот и остана така разурнато. И во една таква реалност ние треба да градиме перспективно планинарски туризам, а ја немаме базичната планинарска структура олицетворена во планинарските домови. И кога сме веќе кај овие домови, најголем дел од нив се на ранг на засолниште. Ако ги споредуваме со домовите и условите кои што ги има во непосредното соседство во Грција, Бугарија и Србија. Значи, ние прво немаме категоризација, заради тоа што едно е засолниште, едно е планинарски дом, едно е хостел, хотел и така натаму и така натаму. Сето ова влие за да се развива и промовира планинарскиот туризам, така што сите оние кои што моментално се занимаваат со организирање на планинарски тури, прават пионерски подвиг и навистина се вредни за почит покрај таква скромна инфраструктура. Ти да создадеш патека и приврзаници, навистина сизифовска и сериозна работа. А добре, кога е проблемот според вас што се повеќе тонат и пропаѓаат тие планинарски домови? Дали можеби кај граѓаните нема доволна свест, властите се глуви, како да се издигнат тие сепак да почнат да функционираат и планинскиот туризам да заживее? Имаме едно тело што се нарекува Федерација на планинарски спортови на Македонија и тај директно надлежна како орган за состојбата со планинарските домови. Или таму каде што нема, да лобира, да иницира, да предложува закони до надлежните да се подобрат планинарските услови. Значи, ние не бараме оджеп да земе тоа тело да гради, туку бараме да разговара со надлежните, да ја разберат важност од постојањето планинарски домови и планинарска инфраструктура. Нас обратниот процес ни се случува. Ние не можеме. До 90-та година Македонија беше најразвиен планинарски центар. Имавме 3 од 5 во бившиот систем, во бивша Југославија, најразвиени планинарски центри од Македонија кои што доаѓа. Сега ниту еден од тие не се наоѓа ни во првите 20-30 на балканските простори. И за сето ова сигурно не се виновни луѓето кои што ги сакале планините и тогаш и сега. Промените со околностите и условите, веројатно сите ресурси човечки, интелектуални, се свртени кон друг правец. Ние ги заборавивме собствениот двор за сметка на двориштата и планините по кои што одиме низ светот и Европа и инвестираме во нив. Така што ни се случува тоа што ни се случува благодарение на ентузијазмот на оние луѓе кои што ги стопанисуваат домовите и тие во таква состојба каква што се, добро што постојат, заради тоа што не знаете колку вреди да имате кров над глава и тогаш ја сваќате суштината на еден дом. Не е битно дали е луксузен и колку е добар, сваќате дека во лоши временски услови тој ви е хотелот со милион звезди кој што ви го нуди прибежиште и заштита вашиот живот. Многу едноставно, ние ништо не направивме да ги подобриме условите, уште помалку направивме нови домови и најмалку што направивме и тие што постоеја не го продолжиме нивното постоење, туку ги изгубивме. Освен планинарските домови, маркирањето на патеките, исто така на планинарските патеки е сериозен проблем или недостаток. Дали тие исто така се еден од факторите за тебе честите случаи што ги имаме за загубени планинари? Сигурно. Апсолутно. Буквата А во азбуката на безбедност на природата во планина, значи од суштинско значење да водите група или да се обидете водите група на маркирана патека. Или тоа што значи? Ако сте доволно мотивирани, вие треба да ја маркирате патеката и визуелно, значи со ленти или со така наречена кнефелцова маркација, значи црвено-бела боја, на дрво, на секој дрво видливо или на секој карпа или соодветен предмет на кој што дозволува просторот да се стави фарба. Доколку немате време за тоа, тогаш вие сте обврзани да направите GPS запис или да земете карта со вас или компас, со кој што ќе водите групата и тоа се работи без кој што не смеете да помислите да почнете да водите група или сами да тргнете во планина. Заради тоа што има едно свето тројство во планината, однос кон себе, однос кон водичот и однос кон планината. И вие морате да имате сериозен однос кон себе. Прво, да мислите на својата собствена безбедност,
потоа точно хируршки со форензичка прецизност да знаете кој ви е водеч, односно кој е оној кој што ќе води групата и да искомуницирате со него и одлично да го познавате него како човек и како професионалец во планина или како искусно лице во планина и на крајот, но и не помалку важни, односот наш кон планината никош не смееме да подцениме. Има лоши временски услови, има лоша видливост, има ветар на 40 км на час, тука престануваме. Затоа што прво мислиме на собствената безбедност, потоа мислиме на оној кој што е задолжен за нашата безбедност, а потоа и на сите останати кои што се со нас. Всушност водењето на група е како водењето на држава. Имате тука луѓе задолжени за екологија и за животна средина да не го фрлаат ѓубрето. Имате луѓе задолжени за здравието и на смевката и безбедноста на сите други. Имате солидарниот социјален момент каде што некој не може да се дозволи тура, па се солидаризира за да дојде и за да го почувствува задоволството. Значи серија на, како што ги рекам, планинарски ресори кои што многу подсетуваат на ово државничко водење на државата, заради тоа што и таму и вамо работите со луѓе и менаџирате со одредени ресори, сите различни, сите суштински. Имате и луѓе за односи со јавност и креирање на настани и сето тоа за да допре до обичниот граѓанин, за да го мотивирате да дојде во планина, заради тоа што реално земено планината останува најбезбедното место. Немате семафори, немате коли кои што минат на црвено и немате постојан поглед лево-десно позади вас, останува убедливо најбезбедното место од сите овие урбани реални обкружувања. Има ли Македонија квалитетни водачи за кои што поседуваат исто така нели лиценци, да? Да. И околу лиценцирањето на истите, како тече процес? Проблемот со лиценцирањето е сега кој како го толкува. Реално, според моите информации, имаме некаде помеѓу 120 и 150 лиценцирани водачи, но мислам дека многумина од нив ги немаат обновено лиценците. Под обнова на лиценците подразбира, кога еднаш ќе добиете лиценца, потоа сте обврзани да одите на летен семинар и зимски семинар, за да го повторите или надградите наученото. И на тој начин ја обновувате лиценцата. Такви, не знам колку ги има, но верувам дека не се повеќе од 50 до 60. Се разбира дека се многу важни и лиценцираните водачи, но најмногу зависи од искуството на човекот што ве носи. Значи, ние имаме лиценцирани водачи кои што, не знам, качеле можеби 1 до 2 само врвови во Македонија, имаат лиценци, од друга страна пак немаме лиценцирани водачи, но исклучително искусни луѓе кои што малку ги знаат сите плани, така што видите има тука мора да нашата интимна соработка со водичот оној што не води од пресудно значење и од нашата добра информираност лична. И тука лежи основата на безбедноста на секој од нас. Ако секој учесник во групата вложи во себе и во информациите, да не зависи од информацијата на водечот, да не зависи од тоа дали ќе оди по вистинската патека или не, доволно е само да отиде на Google, да изгугла патеката, начелно да знае каде оди и да погледне временската прогноза. Ако носи компас, тогаш 80% ја завршил работата и реалноста дека ќе му се случи нешто е сведена на минимум на оној кој што го имаме и при секој преминување на улица. Ако не се лажам, ви исто така сте предводеле и тури во навистина лоши и зимски временски услови на височини, планински височини на 2000 метри. Колку луѓето во такви услови се свесни за тие, да кажем, една сурова страна која што е носи планината? Дали се целосно доаѓаат опремени, подготвени или колку се информирани во однос на тоа? Требаше да се случи веројатно трагедијата и ако нешто добро можеме да најдеме од таа трагедија, тоа е пораката што ни пратија Калина и Александар, дека секој подценување на планината и своје собствено во однос на неја може да доведе до трагични последици. Емотивниот дрен кој што се уште го имам во себе, од кој што се уште се дренира сета тага горчина што имам во себе од тој настан, се уште постои, се уште никој не успел да го извади тој дрен од мене. Така и со ситуацијата, свесни сме до моментот додека не се случи трагедија, дека навистина треба да мислиме на себе. Видете, луѓето се информирани. Скоро сите настани на сите колеги од клубовите јасно и недвосмислено велат што треба да се носи. Пак кажам, кога ние пред да излеземе ќе се погледнеме во огледало да го видиме нашиот друг лик, тогаш сваќаме или ќе инвестираме во самите себе си
и ќе го земеме тоа што се бара од нас или на таа тура нема да одиме. Ке чекаме пролетни и летни денови кога планината е многу подостапна. Во зимски услови нема шега и во најсончевиот ден може да се претвори во пекол ако немаме добра чевла, ако немаме резервна облека, резервни чорапи или ги немаме они популарно ние што ги викаме дерези за одење по мраз. И еден таков недостаток треба вината да бареме во себе си, а не во организаторите. Организаторите мислам дека веќе не постои настан каде што тоа не е напомнато. А еве се случили, например, луѓе сакаат се преуват додатна планинарска тура, не знам, во свесни се, можеби до некаде не дека на вистина временските услови се лоши, например да тргнат со еден пар ракавици и еден пар чизми. Се случило ли такво нешто до сега? Апсолутно да. Апсолутно да, и видете, понекогаш добро е што голем дел од луѓето, солидарниот момент во планина е многу јако изразен. Значи, оно што го нема во урбаното, десоциализацијата, веројатно тој компензаторен механизам е најдобро функционира во планина. Сето оно што го немаме во урбаното го компензираме во планина. Благодарение на колегите кои што носат резервен пар, не знам, ракавици и чорапи, па може привремено да му помогнеме ако тој е еден или двајца. Генерално луѓето се недисциплинирани. Секој би го направил тоа. Луѓето сега реално недисциплинирани кон самите себе си и затоа велам дека мораме да имаме само почет кон себе си и да фрлиме суетата и така натаму, заради тоа што сепак оние кои што водат и оние кои што напишале и ги утврдиле правилата на игра, ние мораме да ги почитуваме како што имате правила на игра и овде, кога емисијата треба да заврши во одредена секунда, треба толку и толку да се држиме до времето. Исто и тоа, исто и во планина. Значи секоја недисциплина ќе се рефлектира врз програмската шема или врз планинарската тура. Југослава, за крајот бидејќи имаме уште околу 2 минути пред да се одјавиме, би ве прашал кои се вашите препораки до луѓето кои што еве не толку често излегуваат на планина, на што треба да внимаваат и што доколку се најдат во неповолни услови, нивните реакции. Значи препораките и како би реагирале. Да. Па прво да знаат каде одат, значи да не поценуваат планината, да бидат да сватат дека значи не освојуваат ништо, него треба планината, природата да им дозволат да стигнат и да бидат благодарни што им дозволила. Да се информираат за тоа што е основна опрема за еден планинар. Не е тоа нешто страшно, заради тоа што планинарењето е еден од најегалитарните спортови што постојат. Може од секоја социјална категорија и од двата пола да бидат успешни планинари. Значи треба да има добра обувка, да не тргаат на тура што е над 2 часа, да речеме во патичиња, ни во лето, а не во зима. Значи да следат временска прогноза, сега барем на интернет можеме прецизно во, не знам, саат, да знаеме кога што ќе задува или заврне и да, ако веќе тргнале со некого, да го слушаат водичот и да соработуваат со него. И да бидат солидарни. Еве, мислам и Игор го кажа тоа. Солидарност е најприродната комуникација меѓучовечка. И најчовечката карактеристика така е. Да, и тоа се многу човечки препораки, многу едноставни, ама навистина живо значат. Југослава, Игор, ви благодариме за гостувањето во Отворено студио 1. Почитувани гледачи, останете со програмата на 1 ТВ. По кратка пауза се враќаме во студиото за анализа на вестите од светот со колегата Дејан Андоновиќ.